Добро утро на сите, и покрај тоа што имаме тумурно едно скопско утро, има една голема причина зошто јас, претпоставам и вие треба да бидете задоволни, а тоа е што по неколку години јавни апели, критики, молби, поплаки, конечно почна да се уредува дворот на Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во срцето на Скопје. Веќе кажавме многу пати, нашата најдобра, најголема и најважна библиотека. Сега ќе ви покажам во 1-2 минути на што точно се работи. Овие лимови се очигледно од работата на дел од фасадата и во внатрешноста. Меѓутоа, скалите, кои што многу пати ги снимавме, кои што беа буквално јавен тоалет и со измет, сега се измиени. Не е исчистено докрај, меѓутоа почна да се работи. Голема промена има пред самиот влез, што е за делот за дигитализација, а тоа е хортикултурно уредување. Ова до пред неколку дена беше буниште, сега полека заличува на еден нормален, убав простор. Треба да се поздрави почетокот на работите. Гледате и бетонските патеки кои што беа целосно обраснати со вегетација, полека се чистат. Ѓубрето не е уште собрано од сите места, меѓутоа тоа е разбирливо, претпоставам дека ќе треба да има повеќе денови работа. Исто така и тревата искосена. Навистина многу малце треба се да изгледа елементарно пристојно и затоа ми е многу жал и буквално ме боли кога гледам колку сме немарни за своето и колку малце треба нешто да изгледа пубаво. И сега некој ќе рече, ајде што тука 10 цвеќиња и 10 грмушки насадили и сега ние сите треба да паднеме во незас. Не е така. Мораме овие мали чекори да ги направиме. Не знам дали сите се сложуваат со мене, меѓутоа мислам дека малите победи се многу важни за секоја држава. Ова е мала победа за нас како јавност што успеавме со притисок да направиме некакви промени. Овој систем ни успеа и во кеот на Вардар, кој што го расчистија со багери од ѓубре, ни помогна, тоест успеавме и платото пред владата да издействуваме да се промени. Алијата на великаните во градските градишта Бутел успеавме да се направи во елементарна пристојна состојба. Сега сме на добар пат истото да го направиме и со Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, нешто што има објект кој што има навистина големо национално значење и што има голема символика за нас како држава. И на главниот влез на библиотеката, тие тревишта што беа тука се исчистени. Се надевам дека некогаш ќе се смени урбаната опрема и дека овој простор кој ќе залечи комплетно ќе може да се употребува за поетско читање, за мали камерни концерти, за културни настани, бидејќи ова е еден објект, еден навистина архитектонски бисер со кој што сите треба да се гордееме. Што не треба да правиме во оваа ситуација? Не треба да се обвинуваме зошто се чекало до сега, а мораше толку критики, толку години да почнете нешто да работите. На тој начин само ќе си го префрламе одговорноста што правевте до сега, каде бевте до сега, зошто не критикувавте до сега. Треба да ставиме една точка, една граница и да видиме тука што ќе правиме понатаму. Од тоа што можев да го прочитам, овие работи овдека пред НУП ги прават вработените и покрај тоа што според нив на хартија е одговорен на друга институција, односно на град Скопје, и заради тоа треба да им се честита и да ги помогнеме колку што можеме. Од срце им благодарам тоа што го прават. Секако не е секогаш само да се критикува, кога има некоја позитивна промена, треба и да се пофали, на тој начин да се мотивираат и вработените во другите државни институции или објекти од национален интерес кои чиво околина е во многу лоша состојба, сами да почнат да се грижат за својот простор, бидејќи не рековме така ќе го менуваме чипот. А тоа е тоа што треба да го видиме и тоа што го гледаме овие денови пред НУП. Тоа е тоа. Да живеа Македонија!